Почитувана јавност, би сакал денес да ве информирам за превземената иницијатива, а тоа е барање официјално до министерот за надворешни работи Османи во најскоро можно време, со рок до 2 март, да одржиме на посебна седница на Комисијата за надворешна политика поврзана со сите актуелни генерални конзули на Македонија во странство и процесот на нивно именување, нивните биографии и кои и дали ги исполнувале законските услови за да бидат именувани за генерални конзули. Ова иницијатива ја поведуваме затоа што во јавноста инцидентно протекоа информации се дозна дека најмалку 2 решенија за генерални конзули не се испратени именувани од владата согласно законските услови. Односно, не биле ниту вработени во МНР со високо службено дипломатско звање, ниту пак биле надвор од редовите на МНР, а да се афирмирани личности во надворешната политика или меѓународните односи. Сметаме дека вакво деградирање на македонската дипломатија не е потребно во овој момент и треба да се понесе одговорност. Дали министерот за надворешни работи знаел или му биле подметнати вакви решенија, тоа ќе може да го одговори на Комисијата за надворешна политика, а во име на транспарентноста на која што се повикува владата, очекувам да ја прифати оваа покана и да расправаме за ваквите спорни решенија. Повелете доколку има прашања. Јас се надевам дека на ова седмица на која што го покануваме министерот за надворешни работи, тој ќе донесе и документи од затворената седница, бидејќи на самата седница бараме да бидат донесени владините одлуки за именување на конзули, без разлика дали истите се одржале на отворена или на затворена седница. Нашите информации, кои што се уште не се потврдени, е дека случајот со господјата Ејупи е сличен на случајот со професорот Фрчковски. На затворена седница и двајцата поминале за одредени дестинации, но после реакциите од јавноста или во случајот на Фрчковски после недобивањето на агреман од Вашингтон, и двајцата се повлечени без јавноста да добие потврда дека веќе поминале како предлози на затворена седница. Очекувам да се релативизира и натаму во овој контекст, но информациите говорат дека одлуките сепак биле донесени. Во собранието председателот често зема ингеренции кои што не му припаѓаат, некогаш па и некои одговорности кои што треба да ги превземе, не ги превзема, ништо не би не изненадило, но според мене ова прашање треба да се остави на разгледување на Комисијата за надворешна политика и ние да се занимаваме со овој случај, кој што во јавноста е спорен само заради еден факт. Не заради личноста, туку заради одбивањето од страна на официјален Вашингтон и главното прашање кои биле причините и дали министерот Османи или председателот Пендаровски или премиерот би биле расположени да ни ги кажат причините зашто Фрчковски е одбиен од Америка. Извинете? Да видиме, нека одговори министерот и ќе најдеме најсоодветен термин за да одржиме седница. Ти размислиме. Да. Благодарам.